И понекогаш луѓето прашуваат што ви значи ова слоганот има разлика. Еве еден пример, кога станува збор за вработувањето и невработеноста. Секогаш кога е СДСМ на власт, невработеноста расте. Некаде 92-93 невработеноста е 18% во Македонија. СДСМ има власта до 98, таа расте постојано. Постојано расте. Дојде ВМРО ДПМН 98-2002 Така. и покрај конфликтот и слично имаше мало опаѓање, за 1-2,5%, 3 тука некаде. Дојде СДСМ повторно расте и веќе оди до 38%. Значи од 18 38%. Малце го заборава народот ова. Да. Дојде ВМРО во 7,5 години, од 5,5 години криза, од 38 успеваме за 10% поени да ја намалиме на 28,6. Тоа е се уште многу. И се уште е високо. Меѓутоа, во едно такво тешко време, кога во најголем дел од земјите низ Европа невработеноста расте, се отпуштаат вработени. Платите се намалуваат, пензиите се намалуваат, социјалната помош се намалува, субвенции се намалуваат. Кај нас ништо не се намалува од ова, а невработеноста опаѓа. Јас тоа го ценам за успех. Не знам другите што мислат, но јас го ценам за успех, а мислам дека и мнозинството граѓани го ценат. Тоа е една од разликите меѓу нас и СДСМ. Затоа велиме има разлика. Има разлика. Во нивно време постојано се зголемува бројот на невработени, во наше време постојано се намалува бројот на невработени. Или еве земи преку друг пример истата работа. Се сеќава ли некој во време на СДСМ да се отворила гринфилд инвестиција, значи изградена фабрика од нула, ливада да има и на ливадата фабрика и да вработи 500 луѓе, 1000 луѓе, да не зборам 4.500 како Дракса Мајер, например. Нема такво нешто. Имаше само една приватизација, која што се изведе на начин што законите се направија така, да има возможни на блиските олигарси до СДСМ, не за символични, ја би рекол дури за без пари, да си ги приватизираат фабриките. Затоа што законот што го направија велеше вака, дека ќе ги плаќаат на 7 годишни рати, а они секоја година правеа профит и од профитот ги плаќаат. Значи, практично они не дадоа свој пари. Од профитот што го земаат фирмите, си ги плаќа ратите за приватизацијата по релативно ниска цена. Истите тие директори што ги купуваа, они требаше да обезбедат проценка на фирмата. Значи, сега ти директор треба да обезбедиш проценка на фирма што ти треба да ја купиш. Нормално викаш некој проценител кој што е близок до тебе, ќе ти ја направи најниско можна проценката и плюс имаш 7 години да си правиш профит со фирмава и со тој профит да си ги откупуваш. Да. Така да, освен тоа, што беше погрешна политика што остави 200.000 луѓе без работа. Ние во нивно време не се сеќаваме една фабрика да никне од нула, да се изгради. Во ова време, во услови на тешки кризи, во услови кога во многу држави паѓаа влади заради кризите, се намалува плати, пензии, социјални помошти, дезинвестирање и така натаму. Сепак ние успеавме да донесеме голем број на компании кои што отворија нови работни места и кои што дојдоа од нула. А тоа го направивме заради две причини. Прво, затоа што имавме добри услови создадено, комплетно ги сменивме законите за работење на фирмите, комплетно ги сменивме. Намаливме даноци, намаливме бирократија, проектот регулаторна гилотина, ако се сеќаваш. Како не? Стотици, два пати го промовиравте ке мене. И стотици делчиња од закони сменивме во комуникација со стопанските комори и директно со фирмите, со 300 компании. Земавме примероци на 300 компании и од големи, и од средни, и од мали. Да има секакви од различни бранши. И плюс стопанските комори. Со нивна соработка, се што ви смета, викаме, давајте. Едно на што ни текнува, што знаеме ние. Второ, вие сте во бизнис секој ден, вие би требало уште повеќе да знаете од нас. Давајте се што ви паѓа на памет. Прво даваа со недоверба, дури не даваа. Потоа видоа дека како ќе дават, ние менуваме закон. Се охрабрија, почна да даваат многу. Нормално имаше тука и нешто што не држи вода да се смени и така натаму, нели човек кој ќе види дека нешто тргнало па гледа да бутне и нешто што не е во ред, но како и да е. До каде може да се растегне ластикот? Како и да е. Јасно е се тоа. што беше логично и што му сметаше на бизнисот, ние го сменивме. Создававме добра клима, домашните почнаа да се охрабруваат, да направи ново погонче, да го прошири, почнаа странски да доаѓаат и почнавме, тоа е втората точка,
силно рекламирање на тоа што сме го направиле надвор од земјата. И преку меѓународни телевизии, од типот CNN, RTL и слично. Invest in Macedonia. И преку промотори. Развивме голема мрежа на промотори. Јас го слушам овој Стево Пендаровски денови, човекот појма нема економија, морам да ви кажам. Кажува дека промоторите сме ги ставиле во најдалечните земји. Прво, промоторите најмногу се во Европа. Второ, се најмногу во Америка. По некој има во некои, како Јапонија и така натаму, тоа се 2-3. А највише има А инвестиција. највише инвестиции има од Америка и од Европа, како да ви кажам. Особено од автоиндустријата. Ние сега одиме со 6 промотори во Америка. Бевме со 3-4, сега го зголемуваме бројот, затоа што таму има најмногу и го зголемуваме бројот на 4 во различни 4 града во Германија. Имавме 2. Исто сега така одиме на 4. во автомобилската индустрија ќе виде. Што? Па овие инвестиции, промоториве, тука напаѓаме највише. Промоторите напаѓаат се. Значи, нивна задача е све да нападнат.